Тоа значи дека готова ни е водата, а инаку... Не знам дали се гледа паријата на авокадо. Инаку... Јас и Марко ќе направиме некаков чоколаден мус. И тоа со база на авокадо. Малце ќе ставам за што малку урмите се суви. Така што добро, да им кажеме на гледачите што ќе користиме за овој наш чоколаден здрав мус. Ќе користиме едно цело авокадо, малку, односно не малку, туку една банана, неколку урми какао, мед веројатно ќе ставиме? Па, со оглед на тоа дека урмите, да, доволно и си бананата ќе бидат доволни. Добро, и одозгора ќе си го декорираме. Те молам превземи. Да, ќе го декорираме, инаку ќе додадеме секако и какао за да доде убав чоколаден мус, а одозгора ќе ставиме шумско овоше, поточно денеска изобилуваат вишниеве, да речеме. Повеќе вишни имаме по некоја малина и по некоја боровинка. А инаку, кога сме кај нашите утрински будења, добра. Не знам дали во светот постои некако, бидејќи кај нас се доста актуелни министерствата. Не знам дали во светот постои... Па не знам дали во светот негде постои некако си Министерство за животни или нешто как платформа кај што вистински ќе се заштитуваат правата на животните и благосостојбата нивна. Меѓутоа, дефинитивно, ако во приказната наша утринска на Телма сме фасцинирани од работата нечија конкретно и благосостојба на животни и колку тој целосно се залага за нивните права, тоа дефинитивно мислам дека ќе биде еден од ретките кај нас, а утринската не донесе до адреса на нашиот Воислав. И човек кој што во било кој период од денот и да му се јавите, тој секогаш е волен да дојде да помогне, конкретно кога стана збор за крзнените пријателчиња. И некогаш на челната позиција на нашето јавно предпријатие Лајка, тој секако соработа се уште со нив и ако ме прашуваш, ако има некакво министерство кај нас за животни, тој да биде министерот. Тој би го назначил во секој време. Воислав, дали слушаш? Ова се врти, затоа што на Марко на вистина доста пати, кога и да се јави слушност, имаме доста добра комуникација и помагаме заеднички на животните. Помагаме заеднички на животните, така е, драг. Нема посовршено будење од денешниот концепт твој со прошетката и вистински... Но видовме дека не си сам, само ќе ни кажеш во какво друштво си? Денеска сме заедно со ќерка ми Дора. Многу да ја поздравиш и бакнеш. Кој си ја шета Леа. И некои од утрата заедно мораме вака да ги поминеме, затоа што треба да стекнат и навика, нели? Како не? За една пчела, сега само што ми слета на рака, затоа што имаме среќа да живееме близко до водно, па од утринските прошетки може да ги направиме и на падините на водно. Тој ќе те прашав каде на ова прекрасно сонце уживате? На водно одма над СМВР. Така што сме многу близко тука на 100 метра и го користиме оваа можност, ја користиме покрај што ни е забетонирана населбата, ама многу близко ни е планината. Да, за жал и таму јас и ти коментиравме дека се случуваат некакви чудни урбани движења на градеж на некултура и мафија. Тоа јас баш така како секој пат велам дека луѓето ги узурпираат овие, да речеме, бели дробови на Скопје, меѓутоа се уште знаеме некако ние да го активистички чуваме и да ги будиме нашите, можеби, идеали за совршено Скопје. Инаку, кога сме кај Министерствата за животи, дали постојат такви воопшто, Воислав, ти слушал нешто такво? Постои министерство, обично се тоа во рамки на Министерството за земјоделие и навистина нашата цела област спаѓа во Министерството за земјоделие. Така. По-специфично Агенцијата за храна и ветеринарство е најповикана во однос на благосостојбата на животните. Заедно со активистите со здруженијата направивме една акција или разговор, да речеме, пред овие избори, да успееме некако да лобираме да се стекнеме и со Animal Police. Па имавме некои такви разговори и еден вид на ветување од сегашните власти, па се надеваме дека тоа ќе го избуткаме до крај. Да се надеваме, мора да бидеме упорни во сите идеи и иницијативи. Воислав, колку на твоите дечиња наутро има проблем да станат вака рано, пред обврските кои што ги чекаат во градинка, училиште и така натака, сега не знам нели на која возраст се, но сепак и тие имаат нели обврски, а веќе во рани утрински часови вие излегувате сите заедно и си го шетате миленикот. Да, па како сите деца, утрето има така малце потешко за станување, ама денеска некако и двајцата стана самостојно без да ги будиме и ги поканив денеска да гостуваат заедно со мене. Иначе се случува некојаш и рано да се станат, ама почесто се случува да се будиме од сабајле во секој случај.
Така, дали освен ова утринско шетање, имаш некакви други ритуали? Може ли да ни опишеш како вообичаено ти започнува денот? Кога стартува утрото? Колку, да речам, може би практикуваш да си пиеш кафе додека го шеташ миленикот или тоа го оставаш за понатака? Ајде малку околу тие утрински ритуали. Јас не пијам кафе. Добро, значи си во тимот на Марко. Затоа имаме иста мисија во животот. Да, и како може да не пиеш кафе, викам, затоа што станувам буден, така да не ми треба кафе реално. Кофеин не ти треба, добро? Да. Тогаш што е замената за кафе? Или практикуваш нешто друго? Обично се бајле рано затоа што се физиолошки чисто да еве може гледачите да дознаат физиолошки најгуста ни е крвта кога стануваме. И обавезно на чаша вода да се напиеме, да се рехидрираме буквално. И после тоа продолжуваме, ни почнува денот понатаму во секој случај. Прекрасно, прекрасно. Кажи ми дали годинава ќе имаме некакви нови датуми за собирање со милениците, нешто што можеби да работите генерално, Војслав? Да, имаме една интересна идеја, по принцип, да направиме, таа идеја од уште више години нешто ја обработувам во глава, да направиме прошетки со кучиња организирани за луѓе кои што сакаат заедно со нас да ги прошетаат, да има еве ваква природа кај што е дистантна, кај што нема многу миленици, кај што може да си ги пуштиме, а и да се едуцираме во текот на таа заедничка прошетка. Да ги стимулираме луѓето да прошетаат заедно со нас. Да запознаеме некој нов предел во прв момент околу градот, а после понатаму можеби и ако се развие тоа и некаде низ државата, со главна цел да седнеме и секоја прошетка да има определена тема на разговор. Браво. Така што мислам дека тоа е една добра идеја и во секој случај ќе бидете поканети на некој од првите такви настани. Ќе дојдеме. Ми се допаѓа концептот така, убава социјализација со луѓе, со пријатели кои што може да ги внесеме во некоја епоха од нашиот живот, а пред се тоа преку патна прошетка со нашите миленици. Одлично. Да. Инаку на утринските обврски што ме прашавте, значи секој утро задолжително се проверува мејл од кога ќе се стане и доколку ми е прва смена задолжително се оди во амбуланта, први се прегледуваат стационарните животните кои што се на болничко лекување, мора прво за нив да се грижиме и потоа ни почнуваат редовните обврски секојдневни. Прекрасно. Одлично, Војслав. Кажи ни како е утрово на Водно, вака делумна добиваме сликата, да, сончево, ќе биде сончево и во текот на овој денешен ден. Мислам дека тоа ветри и дожд кој што го имавме изминативе денови беше само за вчера и завчера. Верувам дека од денес па натаму за викендот ни предстои убава прогноза и веројатно ова сонце кое што го уживаш во моментов и ти. Е резултат на истото. Да, само показател. Вака утринска прошетка и секој што има куча знае дека утринската прошетка го полни со енергија буквално. И затоа е убаво да апелираме да си вдомат куче, дај Боже, и да си ги поменуваат утрата без разлика дали е сончево како денешното, дали е цмурно, не знам, со магла и така натаму. Верувајте дека секоја утринска прошетка дава дополнителна енергија, може да ви го разбистри умот, да си го спакувате денот како треба да ви помине и од тука натаму да влезете во денот. Да, малку со помирни мисли, нели, верувам дека овие моменти кога можеби не си и со децата, ти се моменти на медитација на некој начин, бидејќи шеташ. Да, во секој случај. Живаш, да. Ја комшиско куче не поздрава како што поминуваме. Не знам дали спомена, но како се вика твојот миленик? Леа, се вика Леа. Леа. И си е веќе 6 годишна и си е член на нашето семејство доста време. Таа е веќе вистинска дама. Имале во студио? Не знам дали сме имале во студио. Чинам дека не, нели Војслав, во минатото? Па не се сеќавам да ви кажам право, ма ќе ви дојдеме во студио со Леа. Треба да дојдете, да. И кога спомена за вдовувањето и покрај тоа што ти беше нели и начелната позиција токму на јавното предпријатие Лајка, ти се уште се нели во соработка со нив заеднички придонесувате можеби заменување и ревидирање на некои закони за благосостојба, како што кажавме за крзнеите пријателчиња. Секако нели остануваме и понатаму отворени како што тоа го правевме во минатото во утринска телма, секој петок да можеме да вдомуваме и да ги споделиме всушност искуствата за жал новите куќиња кои што влегуваат во Лајка и чекаат можеби нов дом и свој нов собственик и љубов. Во последниот месец дена работиме доста активно и со прифатилиштето во Битола и со прифатилиштето во Кавадарци, така што Битола веќе стабилно гази.
а Кавадарци ќе почне кај да е за некој месец дена, се надевам, веќе имаат и кадар, прекрасно прифатилиште и со нив заедно воспоставуваме нови пракси за начин на третирање на кучињата во целиот Вардарски регион. А има ли потенцијал за вакви прифатилишта и во други градови, Воислав? Имено, ќе беше прашањето дали и каде има. По принцип, не сум приврзаник на градење на нови прифатилишта, затоа што веќе имаме ресурси кои што во рамките на држава може да го решаваат проблемот. Така што може да се искористат веќе постоечките ветеринарни друштва, на тој начин општините нема да трошат пари за изградба на прифатилишта, а ќе има приватно јавно партнерство, односно ветеринарните служби ќе имаат можност за раст. Така што и во секој случај тоа многу помалку ќе ги чини граѓаните и данокоплатецот. Така што секаде во светот се препорачува да се искористат веќе постоечките ресурси пред да се направи одлука да се гради нешто ново, доколку има реално има потреба. Да, претпоставам дека во некој времење кога и ти беше со Лајка, денес е почитуваната наша и твоја соработничка и пријателка Радмила, која што нели се уште некако хубури мака мачи понекогаш нели со овој проблем, меѓутоа некако како заедница градиме некои нови можеби стимули и на кој начин можеме да придонесеме околу домувањето и да ги истребиме сите крзнени пријатели од нашите скопски булевари и улици, не само кај нас, туку и во другите делови од земјата. Меѓутоа не е нивна вината што тие се на улица, вината е наша на луѓето и треба да преземеме чекори за да си ги скупиме грешките, да речеме, односно на правилен начин, без рестриктивни мерки, да како општество да дојдеме во насока на контрола на овој проблем. Да, знаеш што посакувам, град Скопје да не ги искусува парите или односно буџетот, државниот буџет конкретно за Лајка и за вработените, затоа што е единствено можеби од ваков карактер кај нас во нашата земја која што располага барем сега за сега со сите ресурси и на некој начин со едно прибежиште, кое што и понатаму еве со кампањи опстојува и ги обслужува секако животните, а и на некој начин мислам дека е тој убав мост помеѓу хармонијата и благосостојбата на животните и луѓето. И ако се подпреме на долго не е единствен, всушност има и во Струмица солидно прифатилиште, има во Битола тоа што го зборуваме, кое што функционира на доста интересни и добри начала и дава одлични резултати. Кавадарци ќе биде дури поголемо од Лајка, кој што ќе се отпузи месец дена, и е стварно со одлични услови за работа, многу поправилно проектирано, изведено во однос на скопското, да речеме, Лајка, кој што е реновиран стар објект. Ова е сосема гринфилд инвестиција, од почеток е градено и навистина е по сите стандарди, така што има надеж, има знаење, малце со кадарот кугуриме, затоа што сите овие прифатилишта бараат специфичен кадар, но се надевам дека ќе ги екипираме како што треба и во секој случај тука си активистите да помагаат во секоја една ситуација и да бидат вклучени во целата постапка или работа, без разлика дали како платени во рамки на овие служби или како во рамки на волонтерство, кое што, повторно пак ја издвојам, Битола навистина добро функционира и доста активисти срцето се залагаат за да го подобрат системот, некогаш се лутат на општината, некогаш не и така натаму, но секоја критика е добродојдена и е правилно од страна на општината да се адресира и веднаш да се реагира. А да не забораваме дека секој едно се некако и пробоно делува секако конкретно за овие активистички движења и кампањи кои што се одржуваат. Меѓутоа радост ми носи на срце, верувам на сите, ова што го спомена можеби за градот Кавадарци, кој што така некако мене ми и во срцето еден од поомилените од мојата последна прошетка и посета, така што се надевам дека еве вака јавно ќе не советуваш како да се поврземе можеби со луѓето и организацијата која што во моментот нели го има ова ново прибежиште за среда имам план да одам натаму, да седам со директорката на јавното претпријатие и ако сакате може и да направиме заедничка. Може да ни дојдете во студио. Во студио, тоа е идејата е веднаш иста. Во секој случај, Да, веќе пристигна на познатата Водњанска, ако не се лажам, така? Ние сме тука негде во близина веќе, со живење, да. Супер, Воислав, ти благодарим од срце што утрово, на овој начин ни го принесе твоето утро, твоите утрински ритуали и начинот на кој што функционирате вие како семејство заедно со Леа, со куќето кое што вие нели миленик. Посакуваме да имате убав остаток од овој петок, ни предстои викенд, па се надевам дека и фамилиарно секако ќе
ќе уживате во предстојните денови. Се надевам и тоест сигурна сум дека за скоро ќе имаме повторно дружба, а тука некаде ќе те испратиме и ќе ти заблагодариме уште еднаш за ова твое утринско вклучување. Се надеваме дека и ние некако придонесовме за поубав почеток на вашиот ден генерално, фамилиарно. Ги топлих граѓаните со сонцето горе што ни се појави и се гледаме во некои други прилики, а децата идат на школа, мора да ги спремиме. Ајде, полека подгответе се, многу љубов и прегратки, тоа е и целта всушност на утринско будење, да видиме што се прават можеби нашите сограѓани или луѓе кои што работат во одредени гранки, како функционираат. Војслав во случајот со својата ќерка и со Леа шетаат на прекрасното водно. Поздрав!